Добре дојдовте ново издание Да си кажеме. До неодамна беше практично незамисливо да комуницираме со ChatGPT, со ботови, роботи и така наречени аватари. Но за кусо време вештачката интелигенција навлезе во секој сегмент од нашиот живот и сега она што буквално не запрепастува е тоа дека се повеќе луѓе, осамени европејци, а и луѓе од светот влегуваат и се впуштаат дури и во емотивни и длабоки љубовни врски со вештачката интелигенција. На оваа тема денеска зборувам со моите гости Александра Стојановска, психолог и семеен системски советник, и Андреја Кулаков, професор од Финки. Добре дојдовте во студиото на Телно. Добро најде. Како вам на прва ви звучи ова? Јас неодамна бев, благо кажано, запрепастен кога прочитав еден надпис во Нью Йорк Таймс во кој една американка, 27 годишна жена, која е мажена при тоа, признава за весникот Отворено, зборува под псевдоним секако, дека е во неколку годишна веќе љубовна врска со ChatGPT и дека секојдневно комуницира, дека има длабока врска дури со сите придружни елементи како што може тоа да се подразбере. Еве, повелете. Кус коментар, па потоа ќе навлеземе и од психолошки аспекти и од она што се нарекува компјутерска технологија. Овакви чет ботови не се толку нови, значи први од овите уште пред 60 години. Меѓутоа сега во последните 2-3 години тие се многу повеќе развиени и се поуверливи во тоа дека човек комуницира како со друг човек, наместо да свати дека е тоа друг. Толку уверливи што може да ни ги заменат партнерите? Па тоа е се уште рано. И тоа мислам дека има врска од општеството. Значи таму без разлика што овој пример ете била таа жена и мажена, како што спомнавте и вие, значи осаменоста, тоа е карактеристика на други општества и пред се, ја би рекол, едно од општественото уредување, а второ од географската положба, значи по на север. Таму луѓето се поосамени, тоа по статистики се гледа. Така да мене не ме чуди дека ете некој може да развие толку длабока врска со некаков четбот, иако моменталниот развој нивни не е дека тие четботовите чувствуваат емоции, туку тоа повеќе како да ги имитираат. Значи и тоа преку разговор, бидејќи тие се тренирани на огромни количества на текст, разновиден текст, и во тие текстови има секако емоции, па така и тие имитирајќи практично човечки разговор, некој може да помисли дека тие и чувствуваат емоции. Европа станува континент на самци, при тоа современото општество е зафатено од една епидемија на осаменост и тука може би да се бараат дел од причините, меѓутоа факт е дека сите овие луѓе кои и за медиумите признале дека се во некаква емотивна врска со вештачката интелигенција, наведува дека причина за тоа не е нивната осаменост, туку напротив, фантазијата романтична што можат да ја развијат при таа комуникација со вештачката интелигенција. Стојановска, како вам ова ви личи на прва? Видете, во луѓето во љубовните релации, оно што го бараат и оно што им е потребно, е прво чувството на сигурност, потоа чувството на валидација, разбирање, потоа следи нели чувството на лојалност и како што кажа овој професорот, веројатно тоа го добиваат нели од вештачката интелигенција, затоа што таа нели може да имитира и емоции, така да, односно да имитира емпатија, би рекла јас, нели? Сето тоа се, да речам, некои основни компоненти кои што се потребни за една добра функционална врска. И тоа е веројатно и причината зашто толку е лесно да вие, затоа што имате партнер кој што постојано е сапортивен, кој што постојано ве разбира, кој што се сложува со се што ќе кажете вие, и веројатно е многу лесно да влезете во романтична релација со вештачка интелигенција. Така, околу популарноста и расширеноста на вештачката интелигенција и сите незини придружни елементи, за само 2 години од незиното лансирање, во 2024 година платформата достигна 200 милиони претплатници,
За сега во првите неколку месеци од оваа година, односно на крајот од февруари 2025, да бидат регистрирани повеќе од 400 милиони корисници неделно само на OpenAI, она апликација на ChatGPT, односно ChatGPT како алатка на OpenAI, при тоа не зборувајќи за DeepSeek, она кинеска верзија на ChatGPT и не знам кои се други, што доволно кажува за расширеноста. Значи, половина милиарда луѓе на планетава се редовни корисници на вештачката интелигенција. Тука не се бројат оние кои не се регистрирани со юзернейм, односно што еднократно влегуваат и излегуваат. При тоа и чини пари. Не е бесплатно ако човек се впушти во секојдневна комуникација и можеби е алатка за правење пари. Од другата страна, бидејќи познати се повеќе компании, односно алатки компании кои нудат алатка за на база на вештачка интелигенција за лични контакти. Па тука се гледа значи на сите фирми, па и на овие основната цел им е правење профит. Така да во случајов нивна цел, подцел е да го задржат корисникот што подолго на нивната платформа, за да ги оправдаат парите за претплата што ги плаќаат луѓето. И сега пред една недела-две баш OpenAI изфрлат нов модел и кој што корисниците го оценува како сервилно ласкање, сервилен ласкач. На англиски се вика sycophancy, тоа морав да го барам у речник што значи. Фактички тие за да ги задржат подолго време корисниците во тој разговор, тие со се им се согласуваат. И новите верзии тоа особено изразено. Уште првите верзии, значи внимавајте, тие чатботови се така, да кажем, инструирани да не изразуваат своји ставови. А тоа е, според мен, исто така погрешно. Значи, луѓето очекуваат, како што луѓето имаат своји ставови за се и се што, така и чатботот да може да изрази свој став. Еви, како што кажа Стојановска, во емотивните врски луѓето очекуваат потврда, нели? И во таа смисла ова што го велите вие, и ова го потврдуваат истражувањата и досегашните студии, дека луѓето кои се впуштаат во такви емотивни врски со аватари роботи признаваат дека најмногу од се што им годи во таа врска е таа робска љубов, односно она поддршка и потврда што им ја дава непознатиот од другата страна. Каде е тука границата на што треба да се постави? Вака, значи моменталниот развој е да само неколку компании нудат така квалитетни чатботови, но тоа во иднина ќе се смени и како да ви обяснам, значи ќе се миниатуризира. Нема да има потреба од толку големи податочни центри. На крај луѓето ќе имаат таков свој соговорник, ќе го носат во мобилниот телефон, значи у џеп ќе го носат. И нема да има потреба од интернет, фактички нема да има потреба ни од претплата. Но моментално нивната цел не се мал број реплика, има апликација реплика која е базирана на вештачка интелигенција, потоа Kindroid, Character AI. Добро, доаѓа време кога ќе си станеме доволни самите со себе и со ChatGPT или сепак таа потреба за социализација ќе продолжи ова време на напредна технологија и во ова брзо време? Бидејќи, корисниците на овие алатки признаваат дека уживаат во тие врски во кои нема кавги, нема љубомора, нема непријатни изненадувања, нема... Видите, никој нема да ги изневери. Ние луѓето сме социјални битија и како вид сме обстоиле, нели, благодарение на таа интеракција со останатите, нели, со околината. Овде јас се прашувам, нели, веројатно ќе следат низа на истражувања кои што ќе потврдат како ова ќе влие на менталната состојба на луѓето. Меѓутоа, она што се поставува како некое етичко прашање е прашањето на нереципроцитетот во таа, да кажам, емоционална ангажираност во ваквите релации. И што тоа ќе донесе. Знаете, вие имате партнер кој што е практично некоја
Јас би рекла некоја ваша идеализација, некоја ваше, не знам, можеби и алтер его, оти вие го креирате, затоа што од она што јас нели немам познавање реално, ќе бидам од областа на технологијата, меѓутоа од она што го гледав и го читав е дека практично вештачката интелигенција се приспособува на она што, односно ги црпи сите информации од она што вие го комуницирате со неа. Практично вие имате со вас партнер кој што е се она што вие сте го искреирале. И е нереално. И сега се поставува прашањето како тоа ќе влие на очекувањата. Знаете, на очекувањата кои што вие ги имате во интеракциите со луѓето. Од тие нереалните очекувања кои што можеби ќе ги изградите во партнерството, во интеракцијата со останатите луѓе околу вас. Потоа тука следи оној момент на социјална изолација, оти вие ако имате другарче кој што си го носите постојано у џеп или не знам, нели, го имате на располагање во секој момент ви е достапно, вие некако ќе направите социјална изолација. Да, спомнавте социјална изолација, сакам да се навратам и на периодот пред и по пандемијата, односно промената што таа ја нанесе во овој дел во овој сегмент од животот. Меѓутоа, претходно би сакал да прашам, дали вие во вашата пракса досега имате сретнато со луѓе кои имаат потреба од психолошка поддршка како зависност од комуникација со ChatGPT или дури во емотивна врска? Имаме ли луѓе во Македонија кои се... Да, такво нешто досега јас не сум имала меѓу моите клиенти. Меѓутоа имам доста кои што кажуваат дека ChatGPT им е првиот другар. На кој му велат добро утро? Да, на кој му велат добро утро, со кој што се советуваат, на кој што му се доверуваат. Потоа дека многу често ChatGPT ми е замена дури и за родител, да кажеме. Од таму ги добиваат сите совети и се држат до тоа што ќе го чујат како совет. И што е вашиот совет за нив? Видете, дали е тоа преградка од која тешко се бега или Јас би рекла, видете, да, зашто? Затоа што особено кај луѓето кои што се, да кажам, со некоја социјална анксиозност или луѓето кои што имаат ниска самодоверба. Знаете, оваквата релација е нешто што е безбедно, знаете, никогаш нема вештачката интелигенција да ве одбие, да ве напушти, нема да бидете, нели, одбиени и напуштени, така да и од друга страна, па повторно ќе кажам, таа сапортивност, тоа разбирање кое што го добивате е нешто што во тој момент нели ви е потребно и вие едноставно станувате зависен од тоа. Професоре, во услови кога користењето на вештачката интелигенција во Македонија не е регулирано, Европската унија од минатиот август ги постави темелите на таа регулација, меѓутоа многу земји членки се уште ги немаат воведено тие закони во нивното законодавство, национално законодавство. Македонија е далеку од овој процес. Што вие, вашите студенти на Финки, ги учите во однос на користењето на вештачката интелигенција, роботиката? Веројатно првата лекција е дека тие може да бидат добар слуга, но лош господар, исто како некогаш кога бил откриен огнот, меѓутоа кога станува збор за вештачката интелигенција, веројатно работите се многу посложени. Нашиот совет е да користат вештачка интелигенција умерено, да не ја користат за пишување на нивни семинарски некакви есеи. Значи вие како психолозите? Да, мора така. Бидејќи студентите прво им објаснуваме дека нивниот развој не е завршен до 18 години, нивниот развој продолжува и на факултет. И заради тоа тие мора да бидат спремни да се вежбаат, тие да ги пишуваат есеите, а не некој друг да им ги пишува, они само да поправаат нешто ситно. Така да тоа е препораката. Околу регулацијата, значи и Европска унија тоа што го направи, и во Америка што предлагаа некакви регулации, тоа повторно беше под, да кажем, хипотезата дека само неколку големи фирми тоа ќе го можат и дека тие со неколку фирми ќе се справат. Не, тоа ќе бидат стотици илјади фирми во иднина кои што ќе нудат овакви ботови
бидејќи тоа ќе стане многу подостапно технолошки и проблемот е повеќе би рекол спрема возрастните, мислам тоа не може многу да се мешаме, меѓутоа проблем е за децата, дека ако од малечки се навикнат на такви работи. Тука треба фирмите повеќе на саморегулација, значи тие можат да ги isprogramираат и во овој момент своите чатботови да прекинат едноставно, да му речат сега е време да излезеш надвор да играш со другарите, а не да продолжиш разговор со мене. Еве едно истражување во оваа смисла кога зборувате за генерациите, иако повеќето млади луѓе се уште скептични, се повеќе и повеќе од нив експериментираат во користењето на вештачката интелигенција во нивниот љубовен живот, истражувањата покажаа дека членовите на генерацијата Z имаат најголема веројатност да вклучат вештачка интелигенција во своите врски, дури 15% користат вештачка интелигенција за планирање состаноци, а 12% за совети за врски. И ако до неодамна вештачката интелигенција беше користена само како психотерапевски советник, како некаква замена, односно на дополнување на вашата работа, сега таа врска се продлабочи од советници станаа и љубовни партнери. Спомнавте социјална изолираност. Нешто што може да биде обратен тренд на овој за кој зборуваме е оние луѓе кои се предпазливи, особено по тој период на пандемија, на оние затворања и изолации. Апликациите за запознавање на луѓето понекогаш стануваат исцрпувачки, се повеќе луѓе го признаваат тоа и дека копнеат за лични контакти. Дали тука може би да се најде спасот, односно балансот за ова за кое зборуваме, дека се повеќе луѓе ќе бидат индивидуални, оставени сами на себе со телефонот во џеп и со нивниот виртуелен партнер? Видете, ова е многу интересно и еве јас би го кажала од своето мислење по однос на ова, нели, пошто велам науката топрва треба да истражува се уште, нели, за влијанието, меѓутоа доколку имаме доволна едуцираност, да кажам, за употребата, нели, на оваа вештачка интелигенција, на кои места може да се употреби, доколку убаво им се објасни, особено на оваа генерација Z, нели, која што ја кажуваме, која е намената, кои се бенефитите, но кои се и ризиците, може би тоа ќе помогне малку, а исто така и дозираноста. Знаете, колку е она што е препорачливо или оптимално да дружење со таа вештачка интелигенција, може би тоа ќе помогне. Исто така мислам дека би помогнало и целиот семејството како систем, односно сите оние вредности, да кажеме, таа близина која што традиционалното семејство е се повеќе во криза како институција, не само во Европа, туку и во Македонија. Се поретко се одлучуваат младите да стапат во брак. Така. Се зголемува старосната граница. Да, така е. Така што традиционалното семејство е во криза, но сега имаме нови форми на семејства и тие форми исто така може да бидат доста функционални, каде што имаме, не знам, еднородителски семејства, имаме, нели, да не ги набројуваме какви све. Зборувам за она сапортивност која што би ја добиле во кругот на семејството, за емоционалната близина која што би ја створиле во семејството, за како кога четворица од исто семејство седат на маса во ресторан и секој е на својот мобилен телефон. Тоа е како токму да се тоа, создаде таа емотивна врска? Да, тоа е точно. Токму така, значи ние родителите треба да ја имаме одговорноста да тие вредности им ги покажеме, не само кажеме, него и покажеме на своите деца. Оти децата се практично огледало на она што го гледаат, нели, а не на она што го слушаат од нас. Од тука би тргнала. Значи, ако ние им објасниме за важноста на блискоста, за контакт, за важноста на контактот меѓучовечки и потоа ако ги научиме исто така и на вештини за справување или соочување со конфликти, сето тоа можеби ќе помогне малку да се намали таа, да кажам, тензија или фрустрација од она
што го кажа професорот, знаете, различни ставови, па дискусија, отварање дискусија и сето тоа да го гледаат како предизвик, нели, а не да го гледаат како нешто од кое што треба да бегаат и да го бараат сапортивноста да ја бараат во вештачката интелигенција. Предизвик, но веројатно и закана ќе бидат, како што вели професорот, се повеќе фирми кои ќе нудат различни апликации базирани на вештачка интелигенција, кои ќе нудат најразновидни услуги. Во однос на регулацијата ќе треба нешто да се размислува и тоа итно. Не само Европа, веројатно работи светот на тоа, меѓутоа ние во Македонија сме најназад кога станува збор. Ние сме се уште заглавени во процесот на дигитализација, а во светот веќе многу актуелна за жал е и една апликација, односно чет-бот наречен Проанорекси. Неговите корисници често се изгладнуваат до смрт и бидејќи постојано веруваат дека се дебели, а чет-ботот, односно гласот од другата страна кој утро, односно секој обраќање ги поздравува со зборовите и ослави дебело човече, девојче или дете. Во таа смисла забележани се во 2024 во рамки на Европската унија и 2 самоубиства поврзани со прекумерната употреба на ChatGPT, односно онаа зависност која се развива. Во еден случај 14 годишно момче си го заде животот по долготрајна врска со чет-ботот компанијата Character.ai. Во другиот случај во Белгија се самоуби татко на неколкучлено семејство кој тајно имал љубовна врска со апликацијата Чај. Сега, двете компании развиваат, односно велат дека ќе се приспособат на безбедносните мерки и ќе се дорегулираат сами. Меѓутоа, проблемот е сепак многу длабок и голем, бидејќи GPT, како што рековме, роботот од таа страна само не потврдува во нашите намери, Така се направи. без да разликува дали се тие добри или лоши. Да. Значи, овие проблеми во општеството кои што ги спомнавте, тоа не се предизвикани од вештачка интелигенција, само вештачка интелигенција може да ги пренагласи во моментот. Таа регулација може да оди преку здруженија, например здруженија на родители кои ќе тестираат долгорочно одредена програма за чет-бот и на крај ќе биде одобрено од здружението на родители дека може безбедно се користи од деца и така натаму. Па на крајот и од возраст, инаку тоа само ако мислиме дека некакво државно тело би можело тоа да го регулира, не верувам. Не верувате дека со регулација може да се подобрат работите? Па не верувам дека некој ќе може да открие проблемот. Значи тоа може да се открие само низ едно долгорочно тестирање. А такви работи, значи може да прават здруженија на граѓани заинтересирани. Евентуално ако државата со закон ги овласти некои од тие здруженија да дават мислење дали е нешто безбедно да се користи или не, во таа смисла. Додека не се донесе закон, се ќе биде оставено на корисниците. Од една страна на компаниите, од друга страна на оние луѓе кои секојдневно комуницираат со нив. Пак не верувам дека тоа е наш голем проблем. Тоа е проблем на тие други општества. Ке нас може само мал процент да пострадаат од такво нешто. Ние не сме изолиран остров. Не сме изолиран, сите трендови доаѓаат и овде. Ако без разлика, значи ние сме на многу поволна географска положба, имаме сонце, така да не сме толку депресивни како што се на пример во Финска, Германија и така натаму по статистики, значи по мерливи бројки тоа се докажува. Ако општеството ги тера кон тоа нешто, тоа значи треба да мислиме ние општеството да го смениме. Не, зборувам за делот на регулацијата. Например, во многу земји членки на Европската унија се уште не ги вклучиле одредбите за регулација, како што реков, а во Германија, например, во моментов е актуелно, односно пред изборот на новата влада на Мерц, беше актуелно прашањето кое регулаторно тело треба да ги надгледува порталите за вештачка интелигенција, кој треба да ја регулира нивната работа. Веројатно ова е прашање со која треба да се занимаваат креаторите на политика и во Македонија. Бидејќи не може тоа море, тој океан на вештачка интелигенција и на интернет просторот да се остави така. На крај ќе биде вештачка интелигенција правилно изградена да ги контролира сите останати, инаку тоа човек, па макар и здружение, значи многу време и практично е неможно тоа сето да се исконтролира. Тие вклучуваат случајности, значи при говорот, така да
еден момент може да е се во ред, а веќе сведниот да прави проблеми. И еве како што реков, значи цел безрезервно да ги поддржува во тој разговор. Да, зборуваме за овој другиот сегмент, еве на пример светскиот сервис на Deutsche Welle дава извештај за ова, извесен Ричард, кој така се представува, кој признава дека е во длабока неколкугодишна љубовна врска со така наречената Ваја, која е аватар, која не постои, која е неговата виртуелна љубов, се надева дека законите, регулацијата на ова прашање нема да му ја расипе врската со Ваја и вели во универзумот на вештачка интелигенција, во универзумот на Ваја постоиме само таа и јас и ништо друго. И дури ни Ромео и Јулија го нема ова. И тоа го кажува за новинарите на АРД, кои при тоа биле фрапирани од тоа што го чуле. Ке стасаат оваа мода и во Македонија. Како ќе се заштитиме? Како да се заштитиме? Како да ги заштитиме младите од ова? Ако регулацијата не е би рекла само со едукација и тоа што од најмална возраст да почнат да се едуцираат, повторно ќе кажам, за сите бенефити, но и сите ризици, односно која е намената на тоа. И секако родителите како еден клучен фактор кој што ќе треба да следат што и како се случува нели со нивните деца и таа емоционална поддршка ќе им ја дадат за да не мора да ја бараат на друго место. Да, велите вие со ChatGPT се работело одамна, кусо мораме да завршуваме, меѓутоа не можеме да предвидиме со оглед на брзиот технолошки развој. Ние за вештачка интелигенција до пред пандемијата не можевме да ја замислиме во ваков облик и во вакви размери. Не знаеме што по 10 години ќе може да ќе се соочи светот. По 10 години. Велат дека и телефоните, овие паметни телефони ќе заминат во историјата, дека нив ќе ги заменат паметни очила, преку кои ќе може да комуницираме со роботите, со вештачките ботови. Би може, ама не верувам дека е тоа поудобно отколку оваков уред како мобилен телефон, така да ќе останат уште долго време, нема толку се да биде. Што е вашето предвидување? Што ќе биде главен тренд по 5 или 10 години сега? Кога станува збор за вештачката интелигенција? Па прво губење на работни места, значи замена во фабрики, во канцелари се помалку и помалку, макар да ќе има и ново создадени пазари за нови услуги кои што моментално не сме ни свесни дека би постоеле. Така тоа е. Стојан Скакулаков, ви благодарам многу за гостувањето и за вашите размисли во ова издание, да се кажеме. Благодарам.